Драги дечиња, драги првачиња, на овој час по природни науки ќе се дружите заедно со мене, наставничка Зорица. На претходните неколку часа по природни науки разговаравте, истражувавте и запознавте со нашите 5 сетила. Ајде да си повториме накратко. Со кое сетило ќе ја видиме виолетовата боја на зумбулот? Со сетилото за вид, а тоа е окото. Точно. Со кое сетило ќе го почувствуваме неговиот убав мирис? Неговиот прекрасен мирис ќе го почувствуваме со сетилото за мирис, а сетило за мирис е носот. Така е. Кое сетило ќе ни овозможи да го слушнеме тропкањето на дождовните капки? Тропкањето ќе го слушнеме со сетилото за слух, а сетило за слух е увото. А со што ќе утврдиме дали супата е солена или не, дали е топла или ладна? Тоа ќе ни го овозможи сетилото за вкус. Сетило за вкус е устата и јазикот. А колку е мек, дали е сув или влажен сунгерот, тоа ќе ни го каже сетилото за допир. Сетило за допир е раката, односно кожата со која е покриено целото наше тело. Тоа е и целта на денешниот час, дечиња. Да го користиме сетилото за допир, за да бидеме свесни за светот околу нас. Со нашето сетило за допир да ја истражуваме и утврдуваме надворешната состојба на предметите што не обкружуваат. Ајде сега, допрете си ги двете раци како да се поздравувате со себе, како на сликата, и забележите што чувствувате. Значи, чувствувате нешто меко, така е. Потоа допирате нешто мазно, да, ноктите се мазни. Па чувствувате топло или ладно, тоа зависи од вашата моментална состојба на рачињата. Исто така, допирате нешто тврдо, тоа се повторно ноктите. Значи, сетилото за допир, раката, односно кожата со која е покриена раката, ги чувствува сите овие карактеристики. Меко, мазно, тврдо, топло, ладно. Сега со раката допрете го вашето колено. Што може да одредиме сега со нашето сетило за допир? Дека коленото е какво? Тврдо, да, поради коската, и топло или ладно, повторно зависи од вашата моментална состојба. Повторно сетилото за допир ни помогна да ја одредиме карактеристиката на нашето колено, односно какво е. Допрете го со раката долниот дел од вашето уфце. Што чувствувате сега? Кои се надворешни карактеристики на уфцето? Ајде, тоа е меко, така е, тоа е топло или ладно и тоа е еластично. Уфцето е еластично, ќе го потегнеш и кога ќе го пуштиш повторно се враќа во првобитната положба. Кога влегуваме во бања да се бањаме, секако секој од нас најпрво ја допира водата со раката, а тоа е за да одредиме да не е многу врела или пак многу ладна. Повторно сетилото за допир ни помага, односно не заштитува да не се изгориме со врелата вода. Што заклучивме? Дека сетилото за допир, раката, ни овозможува со допирање на предметите да ја одредиме нивната надворешна состојба. Дали нешто е тврдо или меко, дали е рапаво или мазно, дали е топло или ладно или водено или суво. А сега, земете ја вашата тетрадка без линии, линеарот, моливчето и дрвените боички. На горниот дел од следниот празен лист во вашата тетрадка, со помош на линеар, со форми нацрте две празни кругчиња, еве вака како на сликата. Сега станете, допрете го зидот во просторијата во која се наоѓате, ако е мазен, обојте го првиот круг, значи ваше лево, со жолта боичка, а ако почувствуваш со твојата рака рапавост, обој го вториот круг со жолта боја, значи вториот, не првиот. Сопри го видеото, истражи го зидот во собата, во просторијата во која се наоѓаш, пополни во кругчето, а потоа продолжи на следната задача. А следната задача бара да нацрташ сега под круговите два триаголника празни. Внимателно штипнете го вашето обравче. Ако е меко, обој го првиот триаголник со розова боичка. А ако обравчето е тврдо, обој го вториот триаголник со розова боја.
Сопри го видеото, истражи, пополни и дури потоа продолжи на следната активност. Тоа е третото истражување за кое одлучува сетилото за допир. Под триаголниците нацртај 2 квадрата. Значи го сопираш видеото, црташ 2 квадрата, потоа продолжуваш. Стани и доприја кваката на вратата. Ако кваката на вратата е топла, обој со зелена боичка првиот квадрат. А ако е ладна, обојте го десниот квадрат со зелена боја. Сопри го видеото, истражи, пополни, па дури потоа продолжи. Последното истражување од овој дел е: нацртај прво 2 правоаголници, наполни една чашичка со вода и веднаш потоа истури ја водата во чешмата. Допри го внатрешниот дел на чашичката, доколку чувствуваш дека е водено, обој лево со сина боичка, а доколку е чашичката сува, тогаш десниот правоаголник обој го со сино. Така, дечиња, додека вие истражував и јас. Моето сетило за допир рака ми ги потврди следните карактеристики. Дека ѕидот во мојата соба е рапав, дека образот ми е мек, кваката на вратата е ладна, а чашата, внатрешниот дел на чашата беше воден. Доколку ги направивте сите 4 истражувања што ги кажавме претходно, браво! Продолжуваме на следната активност, а тоа е играта магична кутија. На претходната активност знаевме и гледавме кој предмет го допираме. А сега само допираме со двете раце без да знаеме што допираме, а секако треба да погодиме. Овој пат јас ќе бидам волшебникот кој допира и вади предмети од една магична кутија. Се разбира, тоа ќе го правам со затворени очи. А вие после моето опишување на предметот ќе погодувате за кој предмет станува збор. Почнуваме. Но пред да почнеме, на следната празна страна нацртај си во еден ред 4 празни кругчиња. Еве како на овој лист тука. Кругчињата на крај ќе ви покажат колку предмети сте успеале да погодите. Затоа мора внимателно да го слушате моето објаснување, односно опишување со допир. За секој погоден предмет, кругчето по ред го претварате во среќно емотиконче доколку го погодите, а доколку не погодите во изненадено емотиконче со права уста, вака едноставно. Почнуваме. Почнувам да го допирам првиот предмет од магичната кутија. Слушај внимателно. Допирам нешто мазно, да, мазно е, долго е, многу е тврдо, тенко е. На горниот дел чувствувам нешто мекичко, а на долниот нешто остро, да, ме боцка на прстето. Дали може би погодувате за кој предмет станува збор? Моливче. Тоа што го допирав во магичната кутија беше моливче. Доколку го погодивте моливот, првиот круг претвори го во задоволно емотиконче, а доколку не го погодивте, во изненадено. Не очајувајте, има уште предмети за погодување. Вториот предмет од магичната кутија ќе биде, ајде слушај внимателно за да погодиш. Допирам нешто многу мекичко, големо е, нема одредена форма, не знам каква форма да ви кажам, значи не е одредена, на него има две малечки нешта, округли се, мазни и тврди, еве ги допирам, и нешто е одделено како опавче. Дали може би сега знаете за кој предмет се работи? Мече. Меко, големо мече. Значи, плишана играчка. Доколку помислите на некоја плишана играчка, тогаш значи сте погодиле. И во вториот круг, ако погодивте, нацртајте среќно емотиконче, доколку не, изненадено, во магичната кутија има уште предмети. Продолжуваме. Што допирам сега? Малечко е, тврдо е, ладно е, еве допирам, ладно е. Нема некоја форма, вака горе е како кругче, како да допирам, надолу како да допирам нешто тенко, има вдлабнатинки, спакнатинки, како некој дупченце горе чувствувам кај кругот. Надолу на тенкото делче, како заби од крокодил да чепкам, така ми чувствувам. Тоа е
Што мислите, што е тоа? Клуч. Да, еве го крукчето што го допирав, па горе имаше круг, па еве забите на крокодил што ве асоцирав. И третиот круг пополни го како и досега, поминуваме на последната пополнувалка. Внимавај, размислувај, соживувај се со тоа што го слушаш, исто како ти да го допираш, така полесно ќе погодиш. И четвртиот предмет што ќе го погодувате е мазно е, тврдо е, не е големо, има многу рабови и ќошиња, така што малку боцкаат, еве има и прави површини, чувствувам како да е изработено од пластика, па да, дури верувам дека е пластика, пластично. Дали може би сега знаете за кој предмет се работи? Да, пластична коцка. Пополни го и четвртиот празен квадрат, онака како што се договоривме според правилата за игра. И доколку погодивте неколку, или пак може би сите извлечени предмети од магичната кутија, браво! Тоа кажува дека вие внимателно сте слушале, активно сте учествувале во играта, а оваа игра може честопати да ја играте и со вашето другарче или повеќе другарчиња. Сами ќе си одлучите за правилата на играта и за тоа што ќе ставите во кутијата или во торбичка. Ученици, дали ако некој предмет само го гледаме со очи, може со сигурност да кажеме дека е тврд, мек, мазен или рапав? Само со поглед да го одредиме тоа, што мислите? А да бидеме сигурни. Или сигурни ќе бидеме дури откако ќе го допреме. Се разбира дека мора да го допреме со рака за да потврдиме. А дали со поглед може да одредиме дали предметот е ладен или топол? Не. Мора да го допреме за да утврдиме. Значи, забележавте колку е важно сетилото за допир. Исто како што е голема важност и на другите сетила, така и на ова. И за домашна задача, со сетилото за допир, истражувај ги следните предмети кои секако ги има во твојот дом или во детската соба. Ако предметот е мазен, нацртај го во синиот голем круг. Ако предметот е мек, нацртај го во црвениот круг. Еве за кои предмети треба да одредиш: фрижидер, перница треба да допреш, шолја за млеко треба да допреш шол за млеко, кебенце и листовите на твојата тетрадка. Мазните што ќе одредиш со сетилото за допир, цртај ги во синиот круг, а меките во црвениот круг. До видување, до следното видување.